Чадот од нивите во Кочанско значи една работа. Земјоделците го жнеале оризот па ја палат сламата, бидејќи не знаат што да прават со неа. Сега последно време нема стока, не се чува, ретко чува, не? И сламата така остане низ полето и кибритчето и се пали. А чадот е директна закана за животинскиот свет. Катастрофа, ќумур, облаци. Тоа кога ќе почне да говори за 1 сат може отиде у теренци огино, пламе. Тоа е опасна работа е тоа. Тоа нема ни животине не остане, ништо не остане. Ни жабче доле не остане, ни имаше и фазани едно време, птици, тоа се горе, се бега. Воздухот и почвата не се единствените под закана во источниот регион. Водата во неголемата лева притока на Вардар, Брегалница, често менува боја. Едно време беше де црвена, де црна, де разни бои имаше и миришеше на стоката и не пиеше. Значи тоа е еден голем проблем кој што сериозно треба да се размисле, бидејќи и сме сведоци дека животинскиот свет се помалку и помалку го има. Сите комунални отпадни води, сите оние индустријски води се влеваат во Брегалница. Од друга страна, земјоделството е доста развиено во овој регион, пестициди се користат интензивно во земјоделството. А навиката да се користат премногу хемикалии е типична и за нивите и за планините. Промена бараат дури и пчеларите. Насекаде се претерува со примената на пестициди, со хемикалии, со некоја страв фармерите произведуваат производи со цел да добијат поголема количина, плашејќи се за тоа и неконтролирано ставаат одредени неоргански средства кои штетно влијаат на човекот. Земјата, водата и воздухот во Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Виница, Кочани и Штип не можат да издржат уште многу долго под притисокот на загадувањето. Но има светло на крајот на тунелот. Во Кочани од неодамна отпадната вода од канализацијската мрежа не се влева директно во Брегалница. Во близина на Кочанско Мојанци, повеќе од една година функционира станицата за пречистување отпадни води. Нејзината изградба, заедно со заекнувањето на капацитетите на Кочанското комунално предпријатие, чинеше околу 23 милиони швајцарски франци, од кои 21 милион се донација од швајцарската влада. За прв пат во нашата земја е изградена пречистителна станица каде основните услови се да се направи станица која ќе има минимална потрошувачка на енергија и при тоа ќе се користат сите расположливи обновливи извори на енергија. По филтрирањето на отпадната вода останува биолошки отпад или мил, од кој се произведува биогаз што се складира во оваа топка. Од милта се произведува и компост, квалитетно земјоделско ѓубриво. На компостот овде му се додава уште една состојка – оризова слама. Стојче Давидов и Ангел Ангелов се земјоделци од Кочанско кои наместо да ја палат, сламата ја носат во пречистителната станица. За возврат ќе добијат компост кој потоа може да го користат за ѓубрење на посевите. Би препорачал да не ја палат сламата, да почекат малце, еве може и други машини ќе дојдат да избалират сламата, да товарат, да донесат у станицата и после да си земат, па дали колку и треба, нека си земат ѓубрини или колку ги следува таму. Вела дека со палењето на сламата, земјоделците си наштетуваат самите себе си, зашто ги уништуваат микроорганизмите од површинскиот слој на почвата. Така се намалува плодноста, а со тоа и приносите. Штом се избалира, површината е спремна за напролет за орање, за обработка. Предноста на сламата што се собира е за да не се пале, затоа што се уништува самата почва за наредните посеви. Квалитетот на произведениот компост е испитан во акредитирани лаборатории и тој ги задоволува стандардите. Во тек е регистрација на компостот, односно запишување на компостот во регистарот на природни ѓубрива во Република Северна Македонија и се очекува дека тој ќе биде достапен за употреба веќе од следната сеидба. Покрај компост и биогаз, овде се произведува и струја. Пречистителната станица има своја фотонапонска централа. Со помош на сончевата светлина се произведува 70% од електричната енергија потребна за функционирање на станицата. На крајот, пречистената вода се испушта во Оризарска река,
која се влева во Брегалница. Некаде на средината од своите 225 километри на излезот на Кочанската котлина, Брегалница се среќава со ризовите полиња. Неколку пати во годината на тоа место доаѓа биологот Деспина Китанова за да го истражува живиот свет во реката. Користи специјална опрема за да излече дел од речните животинки. Фасцинантно е што се живее во водата, а е невидливо за лаиците. Оваа година точно на оваа локација регистриравме два вида на вилински конјчиња кои што не се сретнуваа во овој дел од речното корито и уште два вида на риби, тоа се црната мрена и вардарската штипалка, кои што исто така беа забележени во добри популации, односно јата од млади единки кои што го населиле овој дел од реката, веројатно заради подобрената состојба со квалитетот на водата. Китанова вели дека овие видови се појавиле во овој дел на Брегалница првпат по 7-8 години. Сето ова претпоставуваме дека се должи на изградбата на станицата за прочистување на водите, комуналните води од градот Кочани. Таа е во функција веќе година и пол. Китанова успеа да улови вардарска штипалка, но бидејќи ретко се среќава, реши да ја врати во водата. Во незините прувети останаа една жаба, 3 вида риби, 4 вида вилински кончиња, неколку ракчиња и водна шкорпија. Позитивните промени по течението на Брегалница ги забележуваат и рибарите. Со оглед на тоа што самата чистина на водата од преходно и сега можеш да ја воочеш дека водата во последно време е побистра и нема толку оноа ареа од претходно што ја имаше. Но сметаат дека индустријата и натаму останува главен загадувач, особено фабриките што немаат пречистителни станици. Големиот проблем сето тоа кој риба кои што улават сите тие помали места, како притока, рекичка, мала, они знаат да се мрестат тамо. Сите тие потенцијални загадувачи кои што ги имаме ние, за жал таа нечиста вода улава баш од тие мали делови на води и канали. Така да сета оваа убавина кој што е со прочистителната станица, значи мора да се земе го предвид дека сето тоа треба да биде во еден заебен пакет за да Брегалница биде тоа што треба да биде. Пречистителната станица има капацитет поголем од потребите на Кочани и околните населени места. Затоа Кочанската локална самоуправа планира да ја направи регионална и на неа да се приклучат и соседна Виница со селата. Не само од Кочани што тече чиста вода, туку и до Кочани ќе протекува, односно ќе доаѓа пречистена вода по реката Брегалница. Од една страна, од друга страна, целото функционирање на пречистената станица ќе биде поевтино, бидејќи целиот тој систем ќе се амортизира, односно ќе биде поделен на трошокот на двете општини по еквивалент жители, секако дека формулата ќе биде и изнајдена. Мислам дека како станица тотално ќе биде одржлива после тој период. Сега во моментот се фактурира на самите луѓе, имат зголемени сметки во тој дел, меѓутоа доколку се целокупно заокружи проектот, мислам дека ќе биде таа сума намалена, нема да биде исклучена воопшто, ќе биде намалена и ќе биде нешто незначително како краен корисник кој што ќе ја добива како услуга која што се нуди од страна на комуналното јавно претпријатие. Активностите за заштита на Брегалничкиот слив не се од вчера. Во Берово, првата општина по течението на Брегалница, веќе една деценија функционира пречистителна станица, исто така швајцарска донација. Лоцирана е во селото Мачево. Пречистената вода се испушта во реката Брегалница со квалитет пречистена до степен да одговара на квалитетот на водата во реката Брегалница на местото на испуштање. Од биолошкиот отпад, милта, и овде се произведува компост, но на малку поинаков начин. Оваа мил се одлага во полиња со трска. Во овие полиња, после милта созрева најмалку 7 години, еве периодот во кој што функционира станицата е веќе 10 години и ние имаме моментално созреана мил во компост.
Пред 2 години оваа пречистителна станица стана регионална, бидејќи на неа се приклучи и општина Пехчево. Во атерот на Мачево, кој е на половина пат меѓу Берово и Пехчево, го сретнавме Слободан Виневски, сточар од дете, кој овците ги напасува покрај брегалница. Што толку беше чиста, дури за пиење се користеше. И не само јас, и многу мештани пијаше вода од реката. Па потоа најде некој период на загадување на водата. Дури и рибниот фонд едно време се уништи. Според него, последниве години водата е значително подобра. Затоа вели дека има доказ порелевантен од која било лабораторија. Они сега сами пијат. Пред станица да се направи, они не ни пиеше, пошто им мирише. Дојде, врати се, не пие. А сега пијат. Ето мисля, видовте и сами. Оди и пие, а порано едно време беше де црвена, де црна, де разни бои имаше и миришеше на стоката и не пиеше. Квалитетот на водата може би е подобрен, но ниската еколошка свест на луѓето и натаму е видлива на секој чекор. Спасот на брегалница и квалитетот на воздухот во Кочанско не се единствените проекти за рехабилитација на екосистемот во источниот регион. Во ноември минатата година државата прогласи дел од Осоговските планини за заштитено подрачје од 5-та категорија, со цел заштита на растителната и животинската разновидност и зачувување на природните убавини. А во заштитено подрачје има посебни правила и придобивки при односот меѓу луѓето и природата. Тоа најдобро го знаат пчеларите од Сдруженијето Меден Исток. Неговиот претседател Ванчо Кировски произведува мед веќе 3 децении и, иако во зима нема многу работа со пчелите, повремено ги проверува пчелните семејства. Формално постоиме од почетокот на 2018 година и со цел да го промовираме и практикуваме биотехничките методи на производство за разлика од другите конвенционални методи, значи пчелариме на одржлив начин со примена на биотехнички методи без со мала нијанса или со мала доза на користење на органските средства во производството, без при тоа да користиме тешки хемиски средства кои ги загадуваат пчелните производи. Или пчеларите во овој регион се поттикнати да не користат хемикалии и антибиотици, туку природни средства. Истражувањата покажале дека количината на произведен мед е иста, ако за заштита се користат природни биолошки средства. Голем чекор во позитивен правец за зачување на здравјето на луѓето и за зачување на здравјето на пчелите, бидејќи конвенционалните методи, примена на митрас, флувинат, флувелин, антибиотици, лошо делуваат на пчелното семејство и оставаат резидуи и резистентност во производите и резистентност на пчелното семејство и на пчелите, бидејќи се намалува нивниот имунитет и отпорност. Меден Исток не се обидува да ги промени само навиките во начинот на одгледување на пчелите, туку и перцепцијата на дејноста. 30% од членовите се жени, а 50% млади пчелари, сите со завршена обука на Сдруженијето. Таква обука посетувала Снежана Илиевска, која сега пчелари во Остоговијата кај селото Дулица, во близина на Македонска каменица. Со пчеларство почнав пред 4 години. Значи почнав да се занимавам со пчеларство, почнувајќи од обуката што ја спроведе програмата за зачувување на природата. Имавме таму значи обука, 18 души од брегалничкиот регион, имавме обука, со благодарење на таа обука сите добивме по 3 пчелни семејства и од тогаш значи почна и мојата приказа и приказата на останатите. Сега таа има 65 пчелни семејства и важна порака. Медот произведен на еколошки начин е природен, безбеден и квалитетен. Овие активности се дел од програмата за зачувување на природата која се спроведува 8 година со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Целта е да се поддржи државава во зачувувањето на природата и биолошката разновидност преку одржливо користење на природните ресурси. Што се однесува до заштитеното подрачје Осогова, оваа програма придонесе со дополнителни 2% од територијата која што е под заштита во нашата држава, со тоа што пред прогласувањето на Осогово тоа беше негде околу 9%, а сега
Оваа програма придонесува кон постигнување на таргетот, кој што всушност е 15% од територијата на Република Северна Македонија да биде под одреден степен на заштита. Сите постигнати резултати во рамките на програмата за зачување на природата во Македонија се благодарение на искуствата од Швајцарија, значи швајцарските искуства во спроведување и во следење на сеопфатниот, системски, транспарентен и партиципативен пристап со вклучување на сите засегнати страни од долу нагоре. Навидум поединечните, а всушност тесно поврзани проекти што се реализираат во сливот на реката Брегалница, како оној за зачувување на природата, за третман на отпадните води, како и проектите за заштита на биодиверзитетот, шумите и другите природни ресурси, се покажува дека се вистинскиот пристап кон сеопфатно интегрирано решавање на проблемите со животната средина. Зголемената свесност кај граѓаните како предуслов се подразбира.